Старо речено, каменци тежи на месо. Дали 615.000 денари од јавниот повик на владата се доволни за да се стане предприемач? 615.000 денари или околу 10.000 евра, толку засега државата е подготвена да им даде на младите до 29 години за започнување на сопствен бизнис. За повозрастните поддршката изнесува околу 430.000 денари. Но дали овие средства навистина се доволни за да се тргне во бизнис водите? Граѓаните со поделени мислења. Не знам, не верувам дека младите. Некои ќе се напатат и би требало по правило треба да се умножат, ама дали ќе се успее кој знае. Можеби некој ќе искористи и ќе избега. И после гони го. 10.000 евра тоа не е сума со која може да се направи некоја идеја, некој проект, луѓето да излезат од оваа апатија. Тоа се мали средства. За бизнес треба некаде да се двое некаде околу 50.000 евра. Најмалку 50.000 евра, да се каже на луѓето да живеат во Македонија на младите, бидејќи знам што е причината е иселувањето на младите. И сега да ги зауставиш ти со 10.000 евра, не можеш, бидејќи секој проект што почнува некаде со 50.000 евра. Ќе ви кажем и како. Јас дипломиран инженер рудар, сакаме 29 години, има многу невработени како што има во рударството, сакам да отворам бизнес. Сакам да купам машина со која би работел, а таа машина е некаде измеѓу 30 и 50.000 евра. Значи, тука имате трошоци, имате ред други работи и да ги повратам парите на државата и тоа да ги повратам тродупло. Почетокот е многу тежок за секој бизнес, кој не е почнал, не знае ништо. Младите дали ќе се нафатат сега? Со това сума не се нафаќат. Со 50.000 јас гарантирам дека има. Може да извадат ако има пари, ќе дадат за да отворат нови фирми, нови дуќани тоа, нели? Ќе се нафатат ли младите? Треба да се нафатат. Иначе странство, како тие од Америка, ќе товарат на авионот, ќе и напутат. Друго ли е кога се работи во Македонија? Одлично е дома кога се работи. И добра фирма, ако е и добар работник, и добра плата ќе земи, ќе живее слободно. У странство си како у планина некаде. Не познаваш никој ни некојте ферма. Но она што дополнително е неопходно во државата, повозрастните велат дека е мотивот за работа. Позитивната енергија помеѓу луѓето и еланот за работа одамна изгубени. Некој пат работите почнат и од ентузијазам. Ентузијазам е најбитниот у бизнис. Например, јас 20 години работив у фирма, а после 20 години сега наредните години работам приватно. Како да ги мотивираме младите? Многу е лесно младите да ги мотивираме. Само плата. Значи треба да се каже дека самите себе треба да си формираат свое лично мислење и свој личен проект. А личниот проект, знаете што значи? Само да се упорни. Инаку министерот за економија Бесар Дурмиши вчера официјално го најави јавниот повик за младите. За лицата над 29 години предвидена е финансиска поддршка до 430.500 денари за основање на нов бизнис, а за оние со попреченост ова поддршка може да се зголеми до 250.000 денари. Младите до 29 години имаат уште поголема шанса. Тие може да добијат поддршка до 615.000 денари за да ја започнат својата бизнис авантура.